Претпоставувам дека недостасуваат многу полицајци, заради тоа што многу полицајци се заминуваат од работа, зимаат платени одмори, зимаат неплатени одмори, зимаат боловања и така натака, идат работат надвор од држава, возат камиони, работат секакви други работи кои што не се поврзани со полиција, заради тоа што платите во секоја друга работа надвор од Македонија се многу подобри од полициските плати тука. Као за пример, ние имаме инспектори кои што работат на економски криминал кои што земаат по 40, 50, 42.000, 45.000 плата. Например, има маркетинг из Македонија во која што касиерките земаат поголеми плати од инспектори во МВР. Имаш ти приправници у МВР кои што земаат 18.000, 14.000. Имаш на минималец обични полицајци. Условите им се лоши, униформи немаат. У голем дел од станиците грејење немаат зимовска. Например, во полициските станици надвор од Скопје, полициските станици имаат квота колку гориво може да стават у колите, у службените, зборам овие со ротации. И сега, например, ако они го имаат потрошено горивото за тој месец, пошто имали у првите недела дена 30, 40, 50 интервенции, они втората половина на месецот не може да идат на интервенција, затоа што немаат бензин у колите. Или мора да одат со приватно возило, или мора да идат пешки, или со коњ евентуално. Тоа се стои. Така да, пошто има недостиг на полиција, или нека им го зголемат бодот на полицајците, нека им зголемат плата, нека им зголемат бонуси, нека им ги оправат условите за работа, не мора да зголемуваат граница, ќе биде боље. И така треба. Треба полицијата во Македонија, професорите, наставниците, доктори, армија, суди, обвинители, тие се државата, тие се сочинуваат државата. Тие треба да имаат највисоки плати.